Limba di dada јасти идентитата a kafiunu i popul. Di ispetika tukirolo di цони тут мапуцен се зборашти аноаста Limba di dada, su цацли арманешца, партили арманешца, машивами и диштинца, а дара efortur sa vägla esta Limbas promoveazza și să dare eforturi nu chiar. Ninti andaudzali tu Makedonii, tu vizita a statului nostru, sunt veniți una grupă de oameni de știință, de cu studenții a lor, care vor să dară analize, cercetări și interviuri cu armeni în legătură cu limba armanească și dialectele care se zbărăsc cu tu Makedonii. Scriem oameni țatinii, azi oaspitul scânte armanească, snahibă oamenii de știință, colaboratori din sfera de știință, profesor doctor Максим Макарцев și Оливер, акурила за цем bună ziua și gine venit tu scânte armanească. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Почитувани професори, јас во најавата спомнав дека вие сте дојдени во посета на Македонија, правите истражувања во врска со диалектите во Македонија и влашкиот јазик, но најпрво да ја запознаеме нашата публика, од каде сте, каде предавате, како почнавте со изучување и истражување за влашкиот јазик. Bună ziua, добар ден, многу ми е драго. Се викам Максим Макарцев, доаѓам од Олденбург, универзитетот Карл фон Осетски таму во Олденбург и се занимавам со балканските јазици и диалекти. Пред 2 години завршив еден голем проект за македонските и штокавските диалекти во Албанија, стартирав еден корпус, тоа е голема ризница со диалектното богатство од словенските диалекти во Албанија, а сега заедно со Оливер се интересуваме од влашкиот јазик и влашките диалекти. Да, јас сум Оливер, јас сум од Швајцарија, од Цирих и работам во романскиот департамент за француски, италијански, шпански и румунски и влашки и поради тоа организавме ова екскурсија затоа што сакаме да документираме и сакаме да исто знаме повеќе за влашкиот во Македонија. Вие правите анализи и истражувања во врска со балканските јазици. Како дојдовте на идеја да почнете да го истражувате и влашкиот јазик и диалектите на влашкиот јазик? Тоа е една голема и долга историја всушност. Јас почнав со словенската филологија, го научив македонскиот јазик овде во Охрид во семинарот. И имав многу интерес всушност за влашкиот јазик, пошто нели секогаш кога бев во некои села, посебно во Албанија, изборував таму со македонците и со другите словени, секој пат имаше по некој власи, што исто така и ти има интерес, јас имав интерес, поради тоа 2013 година дојдов тука во Скопје во Универзитет Евробалкан, каде што тогаш организира вежби со господјата Афродита Тоцили, покојната. Таа всушност беше мојата прва и единствена професорка по влашки, што ме научи на нешто, барем сега можам да разберам. Да, добро, јас научив као романистика и затоа што поради тоа влашкиот е многу интересантно, затоа што има многу диверситета и има све и поради тоа јас мислам дека е исто важно и добро, јас исто научив со Афродита Тоцили влашкиот затоа што нема на пример на факултетот и таа, ама да, и после јас спорував со факултетот, со професорите, со мојата професорка Штарк и рече дека треба да направиме нешто за влашкиот исто, затоа што добро, важно е не само за романистиката, ама исто за балканологија, затоа што има увек, има секогаш исто многу контакт, не само влашкиот, македонски, ама исто влашкиот, грчки, исто албански, така. И поради тоа, за мене ка влашки е многу важно и интересно, да. Рековме дека го истражувате влашкиот јазик, посебно акцент ставате на диалектите кои што се зборуваат во Македонија. Според вас, колку е важно да се сочуваат диалектите на влашкиот јазик и колку е важно да се сочува еден мајчин јазик? Секој мајчин јазик е извонредно богатство. Загубата на секој јазик што го зборуваат луѓето е невозвратна загуба за целото човештво. Всушност, пошто секој јазик има свој посебен поглед на светот, како ги нарекуваме најдрагите нешта на нашето срце, како зборуваме за разноразни работи. Апсолутно во секој јазик и во секој диалект наоѓаме нешто што ги проширува нашите општи лингвистички знаења за тоа што е всушност тоа човешкиот јазик. Вие сте сега во моментот во посета на Македонија. Која е вашата цел? Да ги запознаеме нашите гледачи. Кој е поводот што сте дојдени овде во Македонија?
Добро, наша цел е исто затоа што сакаме да покажеме на студентите исто да има овде влашкиот јазик, да луѓето исто зборува и да исто има инина за влашкиот јазик. И поради тоа е као за наш најважниот целот. И јас мислам Македонија е исто супер затоа што има се, има многу дијалекти и не само фршерот, има исто други и да гремостеан, пиндеан и тот и да, и поради тоа јас мислам да Македонија е супер за нас и за студентите, затоа што така видат исто као богатство на влашкиот јазик овде во Македонија, да. Која е вашата програма во Македонија? Имавте посета во МАНУ, во Институтот за фолклор. Која е вашата цел на оваа посета? Да, сега денес бевме во Скопје, се сретнавме уште веднаш со нашите драги колеги од најразлични македонски институции. И сега ќе одиме во Крушево, каде што ќе останеме неколку дена. Таму ќе тражиме изворните дијалектни говорители на влашкиот јазик и ќе ги запишуваме. Ќе ги запишуваме и тоа и живиот говор како ќе зборуваат тие, а исто така имаме и своји анкети. А што е многу битно е дека сето тоа што ќе го запишеме, ќе го зачуваме во репозиториумот на Универзитетот во Цирих. Демек се надеваме дека и след 50, и след 100, и след 200 години тие материјали ќе бидат достапни и секој, дај Боже живо здравје, кој ќе има интерес од тоа како зборуваат властите во Македонија сега во почетокот на 21 век, ќе може да го дознаат. Спомнавте дека во Скопје бевте во посета на Македонската академија на науките и уметностите, Институтот за фолклор Марко Цепенков. Какви се вашите импресии од овие две посети? Супер беше, затоа што луѓето беше отворени и исто помогне многу, затоа што знаат, сакаме да направиме нешто исто за влашкиот и мислам дека супер беше за нас и исто за луѓето овде. Кога сме во Македонија, мислам луѓето сака да помогне исто и тоа е исто супер за нас и сакаме да заработиме за не само за влашкиот, ама исто за други јазици во Македонија и поради тоа секогаш е супер. И спорував исто со студентите, затоа што мислам за сите е као први пат исто во Македонија и само супер импресии се, затоа што да мислам дека луѓе сака да помагне, така имаме контакти и можеме да заработиме исто на инина, да. Рековте дека вие ги истражувате јазиците кои што се зборуваат на целиот балкански простор. Посебен акцент ставате во последно време на изучување и истражување на влашкиот јазик и дијалектите на влашкиот јазик. Спомнавте дека имате направено и еден корпус. Во неформалниот разговор ми спомнавте за каков проект станува збор, па да ги запознаеме нашите гледачи и дали има можност еден таков корпус да се направи и за влашкиот јазик. Тоа многу би го сакале да го направиме и за влашкиот јазик. Корпусот за кој станува збор беше поддржан од немското научно општество во 3 години 2021-2024. Тоа е еден сајт на интернет што може да се отвори и тамо може да се пребарува по зборови. Заедно со Оливер многу би сакале ние да го направиме тоа, бидејќи според нас така се зачувува еден јазик во живиот говор со еден транскрипт, демек со запишани титри и можности за лингвистичен анализ. Да, се надевам дека ќе го направиме, ќе запишеме толку колку што ќе можеме, ќе го запишеме живиот говор, ќе го ставиме на еден сајт во интернет со лингвистички анализи, со се, и после секој кој има интерес се разбира од влашкиот ќе може да го пристапи слободно, ќе го отвори и ќе го претражи како ќе сака. Бидејќи рековме на почетокот дека вие ги истражувате дијалектите на влашкиот јазик, ги имате посетено речиси сите балкански земји каде што има поголема концентрација на власи, според вас каква е перспективата на влашкиот јазик? Јас мислам дека има добра перспектива затоа што има луѓе кои зборува. Например, направивме исто интервју со исторо-румунците и например таму нема многу луѓе кои зборува сега. И влашки обично има луѓе и зборуваат и поради тоа јас мислам дека има као инина и можеме да направиме, само сега треба као инфраструктури, треба не само книги и се, не треба исто као веб страници така и поради тоа сакаме да направиме исто нешто со корпусот и со инфраструктурите за влашкиот. И та. Професоре, вашето мислење каква е перспективата на влашкиот јазик?
Сето зависи од вас, од луѓето што го зборуваат како мајчин. Гледам дека многу млади, нажалост, многу ретко го зборуваат јазикот и тоа според мене тоа е нешто што би сакале ние можеби да го поправиме малце со нашиот корпус, пошто кога има дигитални ресурси во интернет, тоа сепак нели го зголемува интересот за јазикот кој е опишан по ваков начин и се надевам дека и помладите зборувачи на влашкиот јазик ќе имат можност во овај корпус да побарат, да потражат како зборувале нивните дедовци, нивните баби и со тоа да се предате тој живиот пламък на влашкиот јазик понатаму. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи во врска со влашкиот јазик, во врска со нашиот мајчин јазик? Пораката е многу кратка, зборувајте. Така ќе го предадете јазикот по натамошните генерации. Да, споресарме нешто. Мислам дека тоа е најважното, затоа што треба да се спорувам влашкиот и да така, да, тоа е најважното. Почитувани професори, ви благодарам што одвоите време да бидете гости во емисијата на влашки јазик. Навистина ми е драго кога ќе видам дека луѓе од сферата на науката се интересираат и даваат придонес за сочување на влашкиот јазик. Ви благодарам и ви посакувам уште поголеми успеси во работата. Со задоволство. Харисто молто.